По видеото кое го објави контроверзниот турски бизнесмен Пекер, во кое кажа дека бил во домот на премиерот Заев, опозицијата не престанува со поставување на прашања до власта, кои се уште остануваат неодговорени. ВМРО ДПМН и денеска побара одговор од Заев и владата, зашто зборувале македонскиот премиер и мафијашот Пекер. Попусти се обидите на владата да го перат Заев. Сите видовме како на Пекер му беше доделено полициско обезбедување и придружба со неколку возила од МВР. Седат Пекер и Зоран Заев имаат една заедничка работа и двајцата се поврзуваат со наркотици. Дали Зоран Заев и Седат Пекер разговарале за бизнисот со марихуана или можеби за некој друг бизнис или негов влез во некој бизнис во Македонија? Од владата пак демантираат било каква средба на Заев со Пекер, кој доби македонски пасош со тук идентитет. По објавувањето на видеото на Пекер, Алфа побара одговори од обвинителството, дали ќе го повикаат Заев на информативен разговор. Оти неговото име се споменува во изјавата на мафијашот, но одговор не добивме. Дел од аналитичарите велат дека не очекуваат обвинителството, без разлика на објавеното видео, да ја прошири истрагата. Најпрво треба да имаме во предвид дека ние, за жал, во последниве 3-4 години и од она малку што личеше на јавно обвинителство, направивме политичка комисија која што работи по желбата на власта, на политиката која што ја проведува владеачката политичка партија. Од тука јас не очекувам оваа структура во обвинителството да ја прошири истрагата спрема други функционери во Министерството за внатрешни работи и во владата, кои што според сите основани сомненија имале големо влијание во овој криминал. Ѓурчевски посочува дека е апсурдна казната која ја добиле лицата кои признаа вина. Апсурдно е ова што кај нас се случи во овој предмет, каде што обвинителството се испазари, се договори, односно обвинетите признаа вина и добија минорни казни кои што ниту наликуваат на онаа казна која што требаше да следуваат за овој вид на кривично дело со оглед и на нарушениот углед на оштетениот, а оштетен во конкретниот случај е Република Македонија. Били се надевал дека кога ќе дојде време за промена на власта, целиот овој случај ќе се повтори и ќе се отвори истрага за сите оние основани сомненија кои водат до врвот на владата, односно до премиерот, министерот за внатрешни работи и еден куп други високи функционери во МВР, посочува Ѓурчевски. Инаку Пекер е еден од главните актери во случајот мафија кој го обелодени опозицијата, односно издавање на 214 македонски патни исправи со тук идентитет. Останува отворено прашањето дали навистина на своја рака шалтерските работници кои признаа вина ги издавале пасошите или пак добивале насоки од повисоки ешалони од власта.